И здраво на сите и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Во денешното видео одлучив да ви ги откријам сите тајни на еден успешен јутубер. Како да дојдете до многу прегледи, многу сабскрајбери, многу лајкови и коментари, како да ги монтирате вашите видеа, како да дојдете до идеја за видео, како тоа видео да добие на маркетинг. Останете до крајот на ова видео доколку и вие некогаш сакате да бидете јутубер или јутуберка. Јас денеска преку моје некое животно искуство, односно мојот стаж кој го имам на YouTube, а го имам онака бајаги, цели 2 години на каналот Ивона и Марио и еве нешто повеќе од 1 месец на овој канал. Пред да започнам, мора да ви кажам една голема вистина. За да бидете јутубер и за вака сами со себе да зборите, мора да сте малку шлакнати. Не може сосема нормален човек да го работи ова. Претпоставам дека фактот кој сега ви го кажав ќе го потврдат сите успешни јутубери. За себе не велам дека сум успешен, но факт е тоа дека сум еден од поекспонираните јутубери и во еден период еден од поуспешните. Каналот Ивона и Марио на времето беше еден од каналите со најбрз раст на сабскрајбери во Македонија. За само 2 години собравме 25.000 сабскрајбери, што навистина не е малку за стандардот кој владае оваа земја. Мојот канал поединечен за само 1 месец има еве 5.000 сабскрајбери. Тоа навистина не е мала бројка. И ќе си земам за право да обработувам оваа тема. Многу повеќе ќе се фокусирам на она како треба да работиш кога си јутубер, отколку што значи да бидеш јутубер. Сите веќе знаете што е јутубер, но многу често оваа професија или ова хоби се потценува, особено од возрастните луѓе. Сите мислат дека ова е многу едноставно. Сите мислат дека палиш камера или телефон, седнуваш и лупеташ глупости. Постои и тоа, постојат и таквите, меѓутоа не познавам ниту еден кој опстанал со таков контент. Мораш секогаш да бидеш нов, иновативен, автентичен, за да траеш и за да ти верува публиката, да те сака и со нетрпение да го очекува твоето ново видео. Денеска многу млади луѓе сакаат да станат јутубери само за да бидат популарни, само за да имаат повеќе фоловерси на Инстаграм, само за да бидат главни во школа или на факултет, иако на факултет јас не паметам дека некој гледа јутубери и дека некој им се восхитува. Но окей, тоа е многу погрешен почеток. Од друга страна, многу од нив почнуваат за да дојдат до пари и мислат дека на YouTube се заработуваат не знам какви пари. Тоа не е вистина, особено не за јутуберите кои живеат во Македонија. Постојат големи јутубери кои коректно заработуваат преку YouTube, но дека можеш од тоа да живееш, да се школуваш, да плаќаш сметки, да јадеш и пиеш, не можеш, да бидеме реални. Идејата. Од каде идеја за видео? Јас сум некој што постојано губи инспирација, но еве, моментално никој не ми предложи да снимам видео како да станеш јутубер, па ја го снимам. Наеднаш ми се роди. И така да стануваат идеите. Се околу тебе може да те инспирира. Нормално, кога сум у дефицит со идеи, барам на Инста стори да ми предложуваат. Луѓе, гледам на YouTube видео од некои други јутубери. Од Македонија, од Србија, од Босна, Хрватска, Црна Гора, небитно од светот. Ја превземам идејата, ја преработувам за да биде автентична за мене и го пласирам тоа на YouTube. И во тоа нема ништо страшно. Постојат многу млади луѓе кои направиле YouTube канал и кои мислат дека веднаш ќе се запознаат со сите останати јутубери, дека веднаш ќе снимаат видео со сите нив и дека на туѓ грб ќе дојдат до сериозни бројки и некаков успех. Првенствено не треба да се стремите кон тоа да снимате видео со друг јутубер само за да дојдете до некакви бројки. Еве јас на пример ги познавам скоро сите македонски јутубери и искрен да бидам ниту еден од нив не сум прашал да снимаме видео заедно од причина што мене не ми требаат нивните бројки. Ги разбирам и сите оние кои се демотивирани затоа што нивните видеа се на се имаат 5-10 прегледи. Не ми се јасни зошто почнале ако по 3 објавени видеа се откажале. Луѓе, вие мора да сватите дека се случува step by logic step. Не знам како да ви објаснам. Мора да чекорите полека. Мора работите да се случуваат во свое време. Никој, буквално никој не се стекнал со успех на YouTube преку ноќ. И не само на YouTube, на ниту едно поле, во ниту една професија. Бидете трпеливи и креативни. Доколку верувате во себе, се е возможно. И мене во овој момент 100.000 сабскрајбери, например, ми изгледаат нереално. Мене во овој момент ми е нереално.
но тоа не е невозможно. Многумина од вас не знаат кога би почнале, како би ги монтирале видеата. Јас сум еден од тие. Најмногу бев скептичен околу таа работа. Како ја тоа ќе го намонтирам? Морам да ви кажам една анегдота. Кога со Ивона на времето почнавме да снимаме, ние немавме програм за монтирање и ние видеата ги снимавме од прва. Доколку во текот на видеото нешто погрешиме, нема пауза па продолжи, туку видеото се снима цело од почеток. Тоа беше таква глупост да е тоа страшно. У 21 век при толку програми, при толку можности, ја едното исто видео го снимам 25 пати. Јас не сум некој и ден денеска што тоа многу се разбира. На почетокот на видеото реков, ќе ги споделам со вас сите тајни. Ќе ви кажам на кој програм монтирам и како монтирам. Ќе ви покажам кратко едно туторијалче. Околу тамнейлот морам да кажам дека исто така не сум многу вешт. Зошто? Затоа што секој нормален човек од 21 век работи на Photoshop. Јас еден тамнейл го правам на 3 различни програми. Не ми се смејте, окей, снајди се па живеј. Првата програма на која работам се вика Photoscape. Втората програма на која работам е Photoeditor. Тоа се две програми кои ги користам на лаптоп и третата програма која користам на телефон за некои детали е Airbrush, мислам дека така се вика. Тоа се трите програмчиња на кои јас ги уредувам фотографиите. Затоа нема да ви направам туторијал, затоа што по-просто од тие 3 програми не постои. Симнете си ги, даунлоудирајте ги, инсталирајте ги како и да е, пробајте, сигурен сум дека ќе успеете. Што се однесува до програмата за монтирање на видео? Не знам дали знаете сите, но мислам дека знаете. Јас сум можеби единствениот јутубер во оваа земја кој снима со телефон, монтира на телефон и ги аплодира видеата преку телефон. Знам дека звучам као феномен, но нема врска. Јас од неодамна имам нов телефон, камерата на овој телефон ми е сосема коректна и мислам дека и звукот и сликата е топ, така што квалитетот на видеата е сосема окей. Сега, да не должам јас овие глупости, верувам дека сите ви интересира на кој тоа програм Марио едитира и како едитира. Ова е апликација која постои на Google Play Store. На самиот почеток морам да кажам дека не е бесплатна. Апликацијата чини $40 или евра, не знам, на годишно ниво. Не е многу, но не е ни бесплатна. KineMaster се вика апликацијата и јас на таа апликација монтирам 2,5 години. Сите можни видеа на каналот Ивона и Марио, освен првите 10, додека неавме програмче, никакво. Тогаш додуше монтирав на Filmora Go, али Filmora Go стварно нема многу можности. Еве, за ако сте ептен аматер, Filmora Go е одлична апликација за вас. Но нема можност да ги сочува видеата у фул резолуција и на крајот од видеото ви излага некакво аутро со нивно лого. Апликацијата е бесплатна, но на крајот се појавува логото и нема стварно никакви можности. Баш онака оскудна апликација, но за некој што е онака баш почетник, Filmora Go е супер. Ете, уште еден предлог ако ви врши работа. Јас монтирам на KineMaster и искрен да бидам, сериозно сум задоволен со оваа апликација. И еве, како што гледате, кога ќе влезете на апликацијата, имате овдека можност некаков KineMaster Store да докупувате некакви нешто, некакви стикери, не знам што е ова. Втората опција е всушност основата. Овде треба да одбереш у кој формат сакаш да го монтираш видеото. И третата опција овдека е нивниот YouTube канал, каде што имате некакви туторијали како се користи самиот програм, што е сосема окей, доколку сте баш тутуле бале, може да ви користи. И еве, другари, да ви покажам накусо како јас тоа ги монтирам моите видеа. Ќе ви ги покажам основните опции. Прво, како се зумира. Ке кликнеме на видеото, горе имаме трим за сечење, имаме тоа за зумирање, зум ин, зум аут и имаме за прилагодување на звук. Јас ќе одам на тоа за зум ин, зум аут и ќе ви покажам. Со двата прста го фаќаш екранот и зумираш. И на крај, например, ајде сега вака ќе ви покажам. Прво ќе го исечам ова, за да видите ефектот кој е. Еве, например, доле ќе го оставиме да биде вака, а горе така. Ќе го затегнам само да не се меша звукот и вие ќе видите кој е ефектот.
За во првата лента да го поставите видеото, одите во медија директно. Но, за да ставите видео врз видео или слика врз видео, потребно ви е да кликнете првенствено на Layer, па потоа да кликнете на медија. Го додадов тој Instagram tag, изгледа вака, но гледате дека има green screen. Како на овој програм да работите со green screen? Постои една ваква опција, кликнете на ова и сега имате да го прилагодувате, дали сакате скроз да се изоштри, дали сакате вака, како и да е. И сега го ставате тоа. Ето, се појавува. Без green screen. И потоа тоа можете да го намалите, вака, например. Тоа е целата поен. Како става музика? Одите во аудио, многу едноставно, и зависно од тоа што имате во телефонот, ставате. Ако монтирате на вакви програми и сакате видеото да ви е прилагодено за на YouTube, гледајте тоа да биде музика без копирајт. Постојат еден куп YouTube канали кои поставуваат музика no copyright, така што даунлоудирајте си песни и користете си ги за вашите видеа или влогови. Како се сече видеото, односно како се крати? Кликате на видеото, одите горе на ножичкиве, односно трим, и имате да го исечете од овој дел каде што е стопирано до крајот, до левиот крај или до десниот крај. Еве тоа како изгледа, например до левиот крај, оп, горе го враќаме, или например до десниот крај, оп, и го враќаме. Имате да пишувате текст, ха, еве вака, го поставувате, имате фондови разни, исто така може да наместите фейт, поп, може да ви се трепка, да ви лета, да ви свашта нешто, има опции, тоа се можете да си проверите од како би ја купиле апликацијава. И што уште има? Има за да цртате, валјда. Да, ова не го користам скоро никогаш, не ете постои. И тоа е тоа, на крајот, од како ќе го средите целото видео, ќе поставите музика, ќе ги поставите сите ефекти и чуда, кликате на ова опција горе, кликате на видеото, и овдека имате play, да го пуштите да го прегледате, што топло ви препорачувам пред да почнете да го рендерирате или сочувувате, како и тоа да се вика. Одите на второто копче и еве. Мојот телефон снима во 4K, така што постои опција за зачувување во 4K. Јас најчесто користам 1440 или 1080. Мислам, кога се однесува до резолуција, што се однесува до фреймот, најчесто 30, евентуално 24. Мислам дека ви покажав се што требаше да ви покажам. Доколку ви интересира уште нешто, слободно контактирајте ме на Instagram, ќе се потрудам да ви помогнам, да ви одговорам и така натаму. Не знам што уште би можел да додадам во однос на темата како да станете јутубери. Мора сите социјални мрежи да ги користите онака за self-promotion на исклучително паметен начин. Никако немојте да спамирате, никако немојте да бидете од сам старт одбивни, напорни, постојано едно те исто видео да објавувате. Ставајте добри фотки на Instagram, интересни инста сториња, да привлечете повеќе публика и таму, за да можете да си го рекламирате YouTube каналот на Instagram. Истото тоа правете го и на YouTube. Правете некаква мешавина од сето тоа, но доколку очекувате илјадници претплатници, сабскрајбери, следбеници, како и тоа да се вика, за една недела, не го почнувајте ова. Доколку очекувате милиони, не почнувајте со ова. Доколку очекувате фанови да трчат по вас по улици уште првиот ден кога ќе го објавите видеото, не почнувајте со ова. Доколку очекувате сите јутубери од Македонија да ве поддржат, да ве стават на стори и такви ствари, не почнувајте со ова. Со ова почнете само ако имате некоја посебна енергија, харизма, ако имате многу нови идеи и контент каков што нема никој што моментално е актуелен на оваа YouTube сцена. Малку не има, какви сме, такви сме, токму сме. Не е тешко да се просперира во Македонија, тоа морам да го напоменам, затоа што не постои голема конкуренција. Секој од нас кој моментално постои на оваа YouTube сцена снима различен контент. Постојат видеа кои сите ги снимаме, но генерално јас верувам
дека сите вие во секој од нас препознавате нешто различно. Значи, бидете свои автентични, истрајни, верувајте во себе, работете на себе и сигурен сум дека ќе успеете. Не би да должам со оваа видео, се надевам дека ви помогнав, дека ви ја доближив оваа работа на еден вистински начин. Ставете лайк на оваа видео, претплатете се на мојот YouTube канал, заследете ги моите социјални мрежи, а ние се гледаме веќе утре во исто ова време, на исто ова место. Чао!